Првите гостинки веќе ни пристигнаа во студиото 3 на Македонската телевизија. Еве е темата на која што ќе разговарам со нив. Балканскиот рис, кафеавата мечка, волкот, видрата, змии, гуштери, желки и жаби се на националната црвена листа на Македонија и нивниот број од година в година се намалува. Во глобални рамки на црвената листа на загрозени видови се 8400 видови дива фауна и флора, а на над милиони им се заканува истребување. Причина повеќе на Меѓународниот ден на дивиот свет да проговориме за неопходноста од зачувувањето на дивиот свет како услов за зачувување на планетата Земја. На оваа тема разговараме со Робертина Брајановска, извршна директорка на Македонското еколошко друштво. Добро утро, Робертина, и добре ни дојдовте. Заедно со неа Маријана Шушлевска од проектот за подобрување на Натура 2000 на капацитет. За Натура 2000. Ете така, да не погрешам, добре ни дојдовте. Добро најдовме. Им отвараме многу интересна тема за која што сметам дека се погласно треба да се зборува, токму поради тоа што зачувувањето на дивиот свет, како што кажав во најавата, е предуслов за зачувување на планетата Земја, а последните извештаи, да речеме, на Светската организација за заштита на природата покажува дека во последните 50 години популацијата и на цицачи, и на птици, риби и водоземци е намалена за 68%. Ова е сериозна бројка. Да, токму така. Најнапред добро утро на сите гледачи. Загрижувачка бројка е точно. Меѓународната унија или Светската унија за зачувување на природата е всушност една од, да речам, најголемите организации кои што ги прибираат и анализираат информациите во однос на статусот на биолошката разновидност, формирана некаде 60-тите години, и продуцираат така наречени црвени листи, за кои што всушност се прават соодветни критериуми за да се процени каков е статусот на одредениот див вид, дали е растение, габа или животно. Проценки имаат направено на многу видови до сега, повеќе од 150.000 видови се проценети и распоредени во една од тие 9 категории во кои што ги распоредуваат. Секако и се идентификуваат и видови кои што се критично загрозени, близу засегнати или пак може да бидат истребени или истребени од природа. Загрижувачка е бројката што според нивните податоци всушност некаде околу нешто помалку од 1000 видови се веќе исчезнати во природата, додека пак на некаде околу 40, повеќе од 42.000 видови им се заканува исчезнување. Што е причина, дури во последниве, да речам, децении, причина е многу често човековата активност, сите оние притисоци заради економскиот развој, промената на живеалиштата, инфраструктурните објекти, прекомерното користење на различни хемикали, пестициди, интензивирањето на сите активности, индустриализацијата, но исто така голема причина, да речам, се покрај човечките активности се и промената на климата, односно влијанието на климатските промени. Така што би рекла дека загрижувачка е бројката и навистина мора да се преземат некои мерки. Од друга страна пак преку оваа организација ги добиваме информациите и за трендовите на некои видови, бидејќи оценувањето и преоценувањето практично ни дава насока што треба да направиме. Има видови кои што трендот им опаѓа со години и е алармантна ситуацијата, но има видови кои што со преземање на одредени конзервацијски мерки практично им се подобрува ситуацијата, така што тоа ни покажува дека сме во добра насока да го подобриме нивниот статус. И доколку сметаме дека загубата на дивиот свет е тема која што лично не засега, со следниот одговор ќе го докажеме спротивното, токму загубата и на дивиот свет и на нивните живеалишта значи загрозување на животот на планетата Земја и лично обстанокот на нас, луѓето. Дотолку повеќе зошто е важно да се грижиме за истиот. Да, како што кажавте, на планетата Земја, во природата, постојат закони кои што ги поврзуваат на секаков начин сите живи видови, дивите видови, но исто така и човекот како дел од природата и живиот свет. И овие законитости и меѓусебни врски се многу важни за да опстане секој вид, вклучително и човекот.
Интеракцијата која што живите видови ја имаат и човекот со живеалиштата во кои што живеат, со екосистемите, е важна за обстанокот, поединечно на секој вид, но исто така и обстанокот на човекот. Има низа примери, почнувајќи од исхраната. Диверзитетот на дивите видови дава можност да има диверзитет во исхраната на човекот, почнувајќи и од животинско потекло, но исто така и од растително. Еве, ако земеме пример инсектите, пчелите поточно, доколку тие исчезнат, тогаш нема да постои опрашувањето и нема да имаме плодови со кои што човекот ќе се исхранува. Многу е важно да постојат дивите видови во прочистувањето на водите, во езерата, реките, за да имаме чиста вода за живот. Потребна ни е таа природно прочистување на водените екосистеми. А ако го земеме воздухот, доколку не постојат шумите, нема да имаме чист воздух за живење и така натаму и така натаму. Така да зачувувањето на животната средина и живеалиштата и екосистемите е важно за обстанокот на видовите, вклучително и човекот, да. И каков е впечатокот? Колку во глобални рамки од една страна, од друга колку во Македонија се превзимаат активности за заштита на дивиот свет, или сите овие кризи кои што ги живееме изминативе години дополнително ги ставаат овие теми на маргините? Па, кризите во кои што живееме, особено во последниот период, почнувајќи од здравствената, односно пандемијата, понатаму економската криза, енергетската криза, воените кризи и така натаму, и tekako имаат влијание врз сите овие случувања, па вклучително и губењето на живиот див свет, заради преголемото искористување на природните ресурси, но одржливото користење во тој дел е многу важно, бидејќи за да имаме одржлив развој, нас не ни се потребни само социоекономските аспекти. Третиот столб на одржливиот развој е токму животната средина и искористувањето на природните ресурси. Без тоа... Знаеме ли доволно на оваа тема? Меѓу другото? На темата за заштита? Да, или на заштита, на темата заштита. Знаеме. Добро. Знаеме доволно. Морам да кажам дека последниве години некако се променува свеста, се променуваат активностите, делувањето на ниво на нашата земја. Особено, да речеме, со прогласување на нови заштитени подрачја, што бевме сведоци во изминатите неколку години, и неколку, еден национален парк, Шар-планина, Осоговски планини, Малешево и така натаму. Но и преземањето на некои мерки, да речеме, за заштита на балканскиот рис, формирањето на акцијски групи или воспоставувањето на Преспа паркот. Значи, веќе ги препознаваме значајните екосистеми, правиме соработки со соседните земји, особено за оние екосистеми кои што ни се на во граничните региони, па ефикасна заштита е можна само со заедничка соработка. Но исто така, например, се направени оценки на состојбата на некои видови, да речеме национални црвени листи, се изработени за водоземците, влекачите, дел од цицачите се анализирани, 20 на видови растенија. Значи, веќе се почнуваат такви чекори, но би рекла дека се уште недостасуваат доста мерки конкретно да се спроведат на терен. Причина повеќе зашто говориме гласно на оваа тема. Оваа година фокусот на одбележувањето на Светскиот ден на дивиот свет е ставен на партнерствата, односно соработката во различни сегменти, како предуслов за заштита на истиот. Кои алки се неопходни во овој тип на соработка за заштита на дивиот свет? Партнерството е мотото за одбележување на овогодинешниот Светски ден за заштита или конзервација на дивиот свет. Овој ден е прогласен за Светски ден уште во 2013 година од Обединетите нации и во многу земји се слави на различен начин, но под едно исто мото, како што рековме, оваа година е партнерството, во рамки на проектот за подобрување на капацитетите за Натура 2000 Сајтес, проект кој што е финансиран од Европската Унија, а се спроведува од конзорциум партнери од 11 организации
почнувајќи од НИРАС од Полска, а локални партнери са Македонското еколошко друштво и Фармахем од Скопје, со поддршка на Министерството за животна средина и делегацијата на Европската Унија. Денеска ќе се обидеме да почнеме да разговараме на темата воспоставување на партнерства помеѓу различните институции, секој од својата надлежност. Значи, почнувајќи од државните институции, министерствата, инспекторатите, царинската управа, понатаму невладините организации, бизнис секторот. Ако сакаме да направиме било што добро во оваа насока за подобрување на организацијата околу сите действија кои што се однесуваат со заштитата на дивиот свет, ние мораме партнерски да соработуваме. Така да, еве, денеска во ИУ инфоцентарот ќе има еден настан од Себајле, после тоа во 11 часот, после тоа одиме во зоолошката градина, каде што со децата од основните училишта ќе имаме едукативен настан. Почнува од вчера веќе објавена нова Facebook страница за Сајтес од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, така да подигнувањето на јавната свест и како е важна во сите овие работи. Соработката ја имате, какви промени би сакале, да речеме, за 10 години од сега? Каков би сакале да биде односот кон дивиот свет во Македонија? Односот кон дивиот свет треба да биде да се грижиме како за свое дете. И тоа е нешто кое што човек полека го учи во текот на својот живот и го има во себе. Значи, љубовта што имаме и за себе и за миленичињата што ги чуваме дома, треба да биде генерално за сите растенија и животни што ги имаме во нашата околина и нивните живеалишта. А секако треба да сме свесни и за не само видовите што ги имаме во нашата земја, туку и да сме свесни и за сите растенија и животни што постојат во светот. Свесноста и соработката и потребата за нивно одржливо користење неоспорна. Всушност, повторно ќе реферирам на овој ден, затоа што овој ден практично се прогласува, се одбележува 50 годишнината од постоењето на една меѓународна конвенција за трговија за регулирање на трговијата со дивите видови, за која што всушност повеќе од 180 земји во светот ја имаат подпишано и се свесни дека треба да направат заедничка заложба заради заштита на дивите видови. Значи, ако ние во Македонија немаме слонови, тигри, не знам кои видови кои што воопшто ги нема кај нас, меѓутоа ако користиме нивни делови деривати, автоматски го поттикнуваме намалувањето на нивните популации. Мораме да имаме заеднички напори со преку систем на дозволи, преку различна соработка, да може да се стави користењето на видовите, на природата во одржливи рамки. Не можеме ние да забраниме се. Свесни сме дека нашиот живот, нашите животи се зависни од природата, но тоа значи дека треба да се грижиме на одржлив начин, само во одредени квоти, да речем, да ги искористуваме. Воспротивно, доаѓа до исчезнување нивно и секако го загрозуваме и сопствениот живот. Драго ми е што имате партнерство, што имате поддршка, што имате добра соработка, но потребна е соработката и од нас граѓаните. Цело е, нели, кога има се. Па во тој контекст, еве за крај на разговорот, која е пораката до нашите гледачи? Сите ние сме релевантен фактор и сите заедно треба да придонесуваме доколку сакаме да се обезбедиме живот на планетата Земја. Така. Се обидуваме во јавност да споделиме информации за тоа кои видови се загрозени или на кои видови треба да се обрне внимание при нивното користење. Добре. Да се избегнува криволовот или нелегалните активности. Особено доколку сакаме да чуваме миленичиња, да сме многу предпазливи, не само со нив, него во моменти кога може би ќе ни се здосади од миленичето, па ќе го фрлиме во природа, може да предизвикаме дополнителен несакан ефект. Но исто така да ги запознаат, јавноста да ги запознае видовите кои што се
прилично загрозени и да се обиде да преземе мерки, не знам. Често споделуваме информации, например, за балканскиот рис или за некои видови орхидеи кои што ги има кај нас заради несоодветно користење се истребуваат, или видови кои што се, не знам, сивиот сокол или мршојаците кои што ги има во природата, но се собираат нелегално нивните јајца или се прават штети на живеалиштата кога се спроведуваат некои инфраструктурни проекти. Значи, многу може јавноста да помогне за споделување на информации доколку такви некои штетни дејства се случуваат во природата, за да може да се преземат чекори да не се направат. За големи промени потребни се мали нешта, значи секој поединец треба да придонесе во промените кои што треба да следуваат. Ние ќе ви помогнеме, ако ништо друго, преку јавно говорење да ја менуваме свеста и ветувам дека во некој од следните изданија на Македонија наутро ќе ја продолжиме оваа тема. Благодарам за денешното гостување. Ви благодариме. Благодариме вас.